Кога светот нуди темнина, кога луѓето оставаат рани, кога срцето се распаѓа, тогаш започнува неговото дело. Ова се вистински сведоштва каде што Бог делува и каде што крајот не е крај, туку е нов почеток. Јас сум Ана, а ова е клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска во овој клуч сум заедно со Весела Митровска, која што ни доаѓа од Мустафино Свети Николско и која што е член во Христијанската црква Благовест во Република Македонија, и со Андреј Ристовски, кој што е од Скопје и кој што е исто така член во Христијанската црква Благовест во Република Македонија. Па за почеток, здраво, добре дојдовте и како сте? Фала ти, Ана, многу. Фала за поканата. Чест ми е да бидам дел од овој подкаст. Супер сум, инаку во моментот малце сум возбудена. Но Супер. Андреј? Здраво, фала ти многу на поканата за овој подкаст. И јас сум малце возбуден, мило ми што сме сите тука заедно. Така, супер. Па, ајде да почнеме. Весела, сакам тебе да те прашам. И тоа прашање би било следно. Пред околу една година, односно на 16 март минатата година, имаше покана да одиш во дискотеката во Пулс во Кочани, но ти место во дискотека одбра да дојдеш во црква. За неколку часа подоцна да разбереш за копната несреќа. Како го направи изборот тогаш, може ли да раскажеш? Беше многу чудно, бидејќи јас претходно, први решив да дојдам на богослужба и после некој ден имав покана да одам на дискотеката Пулс на забава, меѓутоа јас кажав дека не можам, бидејќи подолго време планирав да одам на богослужба и се одлучив тој ден да биде така, но не знаев колку ќе се задржам, па затоа и одбив да одам. Меѓутоа, откако отидов на богослужбата и откако се заврши, јас кога се вратив дома, јас повторно добив желба да одам во дискотеката Пулс и беше чудно што јас кога одлучив да побарам мои другарки за да се договориме дали да одиме или не, слушнав внатрешен глас кој беше многу чист и многу јасен глас и беше нема да одиш, легни да спиеш. Малку бев збунето, но го послушав, решив да легам да спиам и чудното е што јас секоја вечер се будам, минам време на телефонот, бидејќи така сум навикната, но таа вечер јас не се разбудив да го чепнам телефонот. И утрото ден кога станав, јас си пуштив песна за слава на Бог од епископот Константин и сестра ми кажа што се уствари случило, дури не ни бев свесна од Бог што ме спасил. Како после ми дојде свеста дека уствари мене Бог ме спасил, таа несреќа ме спречил да одам таму. Така, како го направи изборот ете да дојдеш на богослужба? Што се случи? И тоа беше многу чуден детал во мојот живот. Дента бев на работа, откако станав отидов на работа и кога завршив со работа, бевме договорени повеќе души да дојдеме на богослужба, меѓутоа тој ден сите се откажаа. И јас решив нема, јас сакам да одам. Не се расколеба и ти? Па, бев расколебана во периодот кога не можев да најдам превоз со кој да одам, бидејќи останав уште 2 и јас барав такси за да дојдам во Скопје, меѓутоа немаше слободно место никаде. И веќе бев расколебана и сакав да се откажам, меѓутоа додека одев на едносмерната во Штип, ми приде еден човек и ми рече дали го имате предадено својот живот на Исус. Од никаде нигде се појави човекот и те рандом вака и ме праша дали го имаш предадено својот живот на Исус. Ти се збуни во тој момент, што си помисли? Бев во шок, као, мислам, од каде сега ова? И јас ми покажа еден лист на кој имаше еден црташ каде Исус тропа на вратата, од другата страна има човек. И тој во моментот ми рече Исус тропа на твојата врата, ти си таа која треба да отвори. И јас бев во шок буквално и реков, во тој момент несвесно му реков да, го предадов животот, одам на богослужба во Христијанската црква Благовест. И тој ми рече супер, браво, да не те задржувам, оди. И јас тргнав и во моментот ми задзвони телефонот и беше тоа еден таксист и ми кажа дека има слободно место кај него и дека може да одиме со него. И јас малце бев збунета, бидејќи тоа е валјда Божја интервенција.
Така, од аспект сега, дали тоа го сваќаш како Божја заштита врз тебе, дали тоа така го гледаш? Да. Да, и многу сум благодарна за тоа. Така. Не бев свесна во тој момент кога ми се случи тоа, јас не бев свесна дека тоа е Божја заштита, но сега до момент го сватив тоа дека Бог бил со мене и тој ме заштитува цело време. Да не дојдеше на богослужба, ќе отидеше во дискотека? Да. Дури да не ме спречеше тој глас што го слушнав, јас ќе отидев. Сепак имаше желба да одиш. Да. Може ли да се навратиме сега на твоето детство? Може. Која беше весела? Какво дете беше? Иако Па, самото име весела кажува дека си била весела? Да. Сите ми викаат дека името премногу ми одговара, иако кога мала не си го сакав, но сега го сакам највеќе. Јас како мала бев дете израснато во православно семејство, моите се православни, мојата православна фамилија. Бев дете израснато во булинг, може да се каже, бидејќи бев малце покрупна од сите други деца, па бев исмејувана за тоа, бев навредувана. Другарчињата те навредува? Те Да. отфрла? Иако јас тоа не покажував дека тоа ме допира, но кога ќе останеш сама, мене тоа старо ме допираше. И имав многу ситуации такви каде што се ме навредувале, меѓутоа го поминував сама, бидејќи немав многу со кој да разговарам на тие теми. Остави тоа нешто трага во тебе? Како го доживуваше сето тоа? Да, понатаму во животот имав многу проблеми со тоа, бидејќи на почетоков не бев свесна, но како одминуваше времето, како станав повозрасна, бев повеќе затворена. Бев затворена личност, не споделував многу за самата себе, се дружев површно, бидејќи не сакав многу да се опуштам во друштва и општо вака за сите ситуации во животот имав кочница за повторно да не ми се деси тоа што ми се деси во детството. Влијаеше на твојата самодоверба? Премногу. И на тоа како се гледаш себе си, дека не си достојна, Да. заради тоа дека не те прифаќаат другите? Мојот булинг траеше малце и подоцна и во средна школа го доживеав тоа од некои луѓе, не од сите. Меѓутоа, имав во тој период мислев дека сум најгрда личност на планетата Земја и мислев дека не сум достојна да бидам сакана, дека буквално дека не врадам, дека како јас сум тука на светот чисто онака, да. Ти беше пречка можеби еве во љубовта? Не само во љубовта, и во работата, и во сите аспекти на животот имав проблеми. И се повлекуваше? Да, доста. Домашните не го гледаа тој момент некако да Па многу помогнат? не споделував искрено да бидам. Не разговарав многу бидејќи тоа делуваше се затворам во самата себе и немав многу као да разговарам дека мене денеска ми случило тоа и тоа, туку го чував во себе. Избегнував да зборам за тоа. И го потиснуваше. Да. Да. Тука е и Андреј и би сакала сега и него нешто да го прашам во поглед на тоа каков беше Андреј порано и како дете, бидејќи колку што знам и ти нешто имаш такви некои ситуации, нешто слично како Да. и Весела. Може да ни раскажеш? Секако. Јас исто така растев во православно семејство, потекнувам од православно семејство. Мојот живот и моето само растење во семејството беше еден момент каде што имаш семејство, фамилија, мајка, татко, брат, кров над глава, се што ти е потребно, но внатрешно имав некоја празнина што уште како дете копнев некако да ја исполнам со нешто. Не знам што е тоа, но го барав. Како расте во моето семејство, како убави и лоши моменти поминував, се соочувавме и со семено насилство во дадени моменти, како дете го доживував истиот момент, како Весела што кажа, како булинг, но пред се, внатрешно во семејството не чувствував некаква поддршка и охрабрување за нешто што би можел ја да бидам или да станам во животот. Нешто што би можел да станам, да се оформам како личност. Ме охрабруваа, родители и машно, сепак и тие се несовршени. Не чувствував некаков, би рекол, ветер во грбот за да одам напред во животот за нешто. Тука започна во основно училиште. Тука се случи тој булинг со деца на моја возраст. Зошто? Бидејќи од раното детство имав таа празнина, чувство на отфрленост, на депресија, дека не заслужувам ништо, дека треба нешто да направам за да добијам нешто, дека се е со заслуга во животот.
И како го рефлектирав тоа во основното училиште, бев повлечен, имав како социјална анксиозност, повлечен од другите деца, не ми беше толку проблемот да се дружам колку што ми беше стравот, пречката да се дружам со нив од перспектива на тоа што ми беше страв да не ме повредат другите деца. Бидејќи постојано бев маловажуван, исмеван од децата и имав така како една бариера или еден гард кренат од перспектива на тоа да не се дружам, да сум внимателен, иако доживував отфрленост, исмевање пред се ради килажата, пошто бев пуничок, имав копнеж натрешно се дружам со децата, но самото тоа чувство на отфрленост и вина поради исмевањето кое што го трпев и омаловажувањето, ме спречуваше да доаѓам во еден контакт со децата. А правеше нешто, за да не биде така? Па, во почетокот на основното училиште немав ништо на ум што би можел да направам. Едноставно тоа се движеше во еден таков правец интензивно, каде што дојдов до состојба и да сум физички малтретиран во основното училиште од деца. Кога заврши основното училиште, кога дојдов во средно, дојдов до една состојба каде што реков ова мора да го решам, не можам повеќе да го трпам, се чувствував како жртва на другите луѓе, тоа действуваше како во делот на мојата самотоверба и начинот на кој што го живеев животот, едноставно не гледав некоја визија и цел зашто постојам и живеам. Во средното училиште кога започнав, мислев дека можеби има една поговорка каде што се вели кога си премногу добар, луѓето на глава ти се качуваат, треба некојаш да станеш лош да те почитуваат. И ја тоа си го превземав на самиот себе си и си мислев, па сега бев премногу добар, ме газеа, сега малце сакам лош да бидам, за да се уклопиш во друштвото. Да, иако внатрешно немав таков порив дека јас треба да бидам лош човек, самиот копнеш за бидам прифатлив од луѓето ме тераше да се однесувам лошо и тука фатив лошо друштво во средното училиште. Се запознав со друштво кое што беа зависници од пороци, од алкохол, од цигари, од трева. Почнав со нив да се дружам, таму фатив и девојка која што беше дел од тоа друштво и мислев дека ако јас сете тоа друштво, се дружам со тоа друштво, повише ќе бидам сакан, ценет и прифатен од луѓето, дека ако нанесам страв и ги малтретиравме децата во средното училиште и со тој начин на живот мислев дека ако му покажам нови колку сум јак, нели, и ако го малтретирам тој и тој, од физички аспект пред се, дека ќе се плашат да зборуваат нешто за мене и дека ќе ме почитуваат моце повеќе. Така да од дете кое го малтретира, сега ти стана дете кое малтретираш други. Баш. За да бидеш прифатен. Да, од повредувам, фактички стануваш повредувач на другите луѓе и таа рефлексија во средното се пројави во многу аспекти кај мене, со тоа што станав насилен и по дома, завршував и во станици, се тепавме со многу деца, немаше никаква причина, едноставно самите тие гласови кои што ме мачеа и самата таа анксиозност, дури да ме погледнеше некој и да се насмевнеше за дури за нешто убаво, за мене представуваше тоа закана, дека сум исмеван, е маловажно, дека личноста ме поценува и дека не ме цени. И во средното аспект го живеев, еден таков начин на живот, каде што ме донесе до една состојба да захвалам, нели, како што кажа, по станици, да се дружам со лошо друштво, стекнав навики зависник од цигари, од алкохол, од пороци. Да, од повеќе пороци. Не почна нешто да преземаш, да се отргнеш од тоа друштво, сепак и покрај тоа викаш дека знаеше дека тоа не е во ред, ама си го правел. Да, го правев и дојдов до една фаза во животот каде што осознав дека не можам тој пат повеќе да го терам, дека ме носи во погрешен правец. Така, и што направи? Од животот и имавме дома Библија. Мајка ми имаше Библија и ја читаше, ама јас никако не ја читав. Ја гледав само и постепено кога си читаше наглас ке слушнав нешто и ова е за мене тешко, јас не можам ова да го слушам. Но почнав да ја читам и почнав да практикувам повеќе идење во православната црква кај нас, секоја недела. И мислам, мајке се пронеда може во ова празнината, мирот кој што го барам, бидејќи се соочував со стравови и анксиозност. И мислев дека мирот ќе го најдам таму, оде во православна црква, но имав неколку ситуации кои што малце повеќе ме отргнаа од тој аспект да одам по тој пат и да читам Библија, отколку нели да добиам утеха и охрабрување во тој дел. Имавме одредени ситуации каде што оде во црквата, нели бев посветен секоја недела, паричкар преди конче си остававме, си давав масло за здравје и така натака, сите адети кои што не се нели во православието, но
тој рефлекси таму го доживав дека сум отфрлен во тој дел. Како, на кој начин? Па поради тоа што секогаш кога оставав пари пред иконата, се случуваше да дојде човекот кој што служи во црквата и да ми каже зошто толку пари оставаш? Како срамота е толку пари да оставаш. Нели викам кога толку имам, толку оставам. Ама зошто толку пари оставаш да те гледаат сите? Јас како сите луѓе ме гледаат и он тоа ми го кажува, јас се чувствував лошо. И тоа те одбиваше да не одиш повеќе? Ме одбиваш и тоа беше еден процес. Викам, ајде, се случило момент, одново си доаѓав, одново имав иста таква слична ситуација, каде што кога и дојде постојано бе под критика и замерки во црквата. Имаше една ситуација кога поставме пред Великден и требаше да земеме причест и бевме со брат ми во таа црква и он требаше да земе причест и јас. Он беше помал и застана меѓу првите редови и му капна од виното на земја и попот кој што беше таму му изреагира малце бурно и тоа беше ме потсети на сите ситуации што сум ги имал во детството, бидејќи тоа беше ептен гласно. А што изреагирал? Во кој смисол? А во смисол на тоа зашто ти капнува доле, сега ние треба тоа со јазикот да го чистиме, бидејќи нели спомен вечерата телото Христово, лепчето го представува, а виното е представува крвта на Господ Исус Христос, да. И тоа беше многу гласно за дете кое што беше мало. И реакцијата беше многу силна и бучна. И луѓето кои што беа присутни сите беа вперени кон нас. И ние се црвенивме и како се почувствувавме многу лошо и детето излезе плачејќи. Така, да, добро, и престанавте таму, така? Од тој момент едноставно не чувствував потреба да доаѓам таму, ниту охрабрување, ниту потек и престанав да одам таму, да. Така. Понатака продолжи да трагаш? Да. Имав копнеж, не кев да застанам до тој дел, сакав да барам нешто повеќе. Читав нели одново Библија, но не ја разбирав. Се прашував како, што да правам. И продолжи по тој пат да трагам, се дорека нели би рекол Господ, Божите патишта се чудесни и се над нашите патишта. И Господ ми даде една таква можност да отидам таму каде што баш тоа што ми е потребно да го најдам. Како беше твоето трагање, Весела? Па исто така беше, би рекла, специфично. И ти исто се соочуваше со пороци? Да, имав доста тинејџерските години, така? Идев постојано на журки, каде што нели бев барав утока некогаш во алкохолот на тие журки, доста пати нели пиење до баш претерував со алкохолот. Имав еден период од 3 месеца можда, тоа беше баш пред да поверувам во Господ Исус Христос, порок на коцкање. Бидејќи работев во казина и бев малце заведена на тој дел, поради коцкање, гледање на филмови за возрастни и многу други пороци. Да. Беше тоа еден макотрпен период кој што, фала на Бога, помина. Да. Сега за разлика од вас, моето детство можеби беше поинаку. Јас иако потекнувам од мало место од внатрешноста, таму на пример луѓево сите се знаеме еден со друг, си знаеме нели кои сме, да, мало градче. Весела веројатно знае, Андреј веќе можеби не го искусил тоа, ама на некој начин животот од каде што јас потекнувам на пример од малото место е како секој потек остава трак на некој начин. И сега за разлика од вас пак мојот живот како нели млада девојка беше многу поинаков. Јас имав строги родители кои што ме воспитуваа онака буквално да бидам во духот на вистинските вредности, ајде така да речеме. И бев девојка за пример. Морав да ги почитувам возрастните, да учам, да бидам примерна ученичка, да бидам честна, да бидам искрена. Татко ми беше многу строг во тој поглед. И јас морав да се придржувам и да живеам еден, например, таков начин на живот. Да. Од тука некако после нели средното образование, јас си почнав да ви раскажувам за мене. Ако супер, може. Баш сакаме да слушаме ние. Така, да, и некако кога го завршив средното образование, некако самото по себе се наметна нели да се запишам на факултет. Од тука дојдов во Скопје, се запишав, го завршив факултетот и некако ми се проширија моите погледи
погледи, да речам, моите амбиции, желби. Се вработив, сакав да патувам, сакав да запознавам нови луѓе, сакав да запознавам нови култури, шетав, се дообразував и едноставно ми беше убаво. Се чувствував некако исполнета. Немав некои доперни точки со пороци или нешто слично, но некако се чувствував силно. И во тој период од мојот живот имав некои си замисли, да кажам, дека една силна жена може да биде силна доколку е образована, постигнала нешто во животот. И така, на некој начин, силата на една жена се мери во степенот на образованието, на бројот на стекнати дипломи, колку прошетала, колку научила, колку видела, не знам што, и се стремев кон тоа и ми беше така интересно. Секогаш нешто, нели, ново, патуваш, познаваш луѓе, интересно ти е, навидум ти е, нели, се е интересно, но на некој начин амбициите те понесуваат и ти веќе си во тој некој круг, во таа една трка каде што трчаш да постигнеш нешто, постигаш нешто, па одиш, сакаш повеќе, па ајде да видиш уште нешто, па ајде трето, четврто и некако така од една страна исполнето, радосно, но тоа само надворешно. А додека пак внатрешно, и ти како што спомна Андреј, некако празно. Некој немир во мене, некоја празнина која што се чудев, нели, од каде, ама понесена од тој вртлок, нели, да видиш, да прошеташ, да научиш, да спознаеш нешто ново, некако ми беше така интересно и почнав да трагам и јас на некој начин, нели, нешто што ќе ти исполни, нешто што ќе ти даде радост внатрешно. Читав нешто, сакав да читав некоја литература, ајде, нели, за да го надминам тој период, но тоа беше само моментално, тоа беше само привремено и после тоа пак се враќаш, нели, на... Сакав да те прашам нешто. Кажа, нели, дека татко ти бил многу строг и дека, нели, си ти поставил одма граница, нели, Да. како, дали тебе тоа ти сметаше што татко ти беше строг? Ти имаше поставено граница до кај да тераш или каков начин на живот да живееш? Па не, можеби на некој начин и сум благодарна. Затоа правам една споредба, нели, некако во денешно време многу децава се во таа насока со пороци, со алкохол, со останување до доцна. Јас буквално 11 саатот морав да се вратам дома и крај. Нама тато, ама нема. Се враќаш дома и тоа е. И некако сакав тоа исто да го кажам, во таа потрага на тоа некое мое внатрешно исполнување, дојдов до Христијанската црква Благавест и до пасторот Константин Кешаров. Иако претходно го има видено на една емисија на телевизија и ми остави многу силен впечаток начинот на кој збореше, советите што ги даваше. Сакав да стапам некако во контакт со него, но веројатно не бил моментот тогаш, така да сега во ова моја некое талкање по тоа внатрешно исполнување и по талкање на тој мир внатрешен, некако веројатно погодното време било сега. Така да кога дојдов сега во Христијанската црква Благавест, тоа би кажала на некој начин беше одговор на тоа што ми требаше. Го најде одговорот, подошно. Или тоа што го бараше во животот. Ако нееше со некој друг начин, ете, како што кажа, со кариера, амбициите те понеле. Да, и тука можеби уште прв пат кога дојдов во црква, беше малку необично од она кое што јас го имав представа за црква претходно. За тоа што често пати при тие патувања кога одев, нели, на разни места, меѓу другото во програмата беше и посета на некои манастири, на некои цркви, но за разлика од таму, овдека амбиентот беше многу подруг. Љубезни луѓе, радосни. Проповета пасторот која што ја кажуваше, значи го слушам и си велам, па ова е тоа што ми треба. Славењето на Исусовото име, една таква радост уште на првата средба, и тоа беше едно чувство каде што не може да се опише со зборови, него она знаеш дека тоа е тоа што ти треба, тоа е тоа кое што по кое што си талкал. И така беше многу многу интересно. Мислам, може и вие да споделите какво ви беше вашето чувство, да речам, кога прв пат дојдовте во црква. Да, јас се сеќавам на моментот кога прв пат влегов во црквата. Јас почнав да плачам. Почнав да ми течат солзи, но не знаев зошто. Немав представа и едноставно не бев навикната да гледам толку многу љубезни луѓе на едно место. Се беа толку многу љубезни, добре дојдовте, повелите. Јас не бев сочена до того што толку многу голема љубезност од сите страни
И бев премногу допрена од словото од пасторот Константин. Прекрасно искуството. Не можам да го опишам целосно со зборови. Моментот кога дојдов во црквата, мир, љубезни луѓе, слово кое доста пробуди жар во мене за да почнам да читам Библија, за да талкам по повеќе одговори кои до тогаш не сум ни била свесна. Да, јас уште нешто ќе надополнам пред ти, Андре, да кажа, ако може. Значи, тука некако, откако почнав да доаѓам, значи, во црква, некако почна и промената во мене. Некако почнав на подруг начин да ги гледам работиве, на подруг начин да перцепирам на животот. Едноставно почна да се гради тој внатрешен мир, веројатно и Андре ќе се согласи, пошто и ти, нели, кажа дека си барал мир претходно, така да, освен, нели, тој внатрешен мир кој што почна да ми исполнува, почна да ми се зацврстува и верата. Не знам кај вас како, еве, Андре, можеш да... Јас би се надобрзал само на тоа претходно што го кажав за зависностите, пред да го кажам ова. За можеби некој би се прашал зошто. Ете зошто алкохол, зошто цигари. Тоа беше периодот поради тоа што ја не осознавав дека мене ми е потребно разбирање, ако барав од луѓето, и некој да ме ислуша, да ме разбере. Сите беа презафатени, сите си го тера својот трк од животот. Едноставно немаше никој кој што ќе ти биде ветер во грбот да ти рече те разбирам. Ќе успееш, продолжи напред. Немаше некој што ќе го види доброто во тебе. И едноставно чувството на анксиозност беше толку големо што морав да преземам, нели, ние младите така се викаме, полесно е да место да го надминеш, полесно е да го замениш и мисля дека со алкохол и со цигари, дека ако го заменам чувството, дека ќе замине од мене. Едноставно се борев со истото. Но како што каже и ти, јас мирот кој што го барав и самата анксиозност со која што се борев и стравовите кои што ги трпев во текот на мојот живот и детство, сето тоа го надминав во христијанската црква Блага Вест, нели во Република Македонија. Како слушнав за црквата, јас бев многу и се уште сум личност која што сака музика. Сакам да слушам музика, љубител сум на песните, потекнувам од семејство кој што се, нели, повеќето талентирани во делот на музиката. Народот што би кажал веселјак човек. Веселјак, да. Татко ми свири, брат ми пее, така да мајка ми некогаш пее. Од таков дел на семејство доаѓам. Беше период пред Великден, нели, како што напомена во сведоштвото, кога, нели, бе во православната црква. Потоа го изгубев копнежот, нели, за одење во црква, решив дома да читам Библија. Но не ја разбирав, немаше плод мојата вера, нешто што го верував претежно текот на мојот живот, долг период нема вера. Ја мислев дека имам вера и дека сум верник, но немаше плод таа вера, немаше практика. Ке кажа верувам во Господ, но не знаев ништо. Едноставно ти помогна на богослужбите, проповедите од пасторот, ете во поглед на градење на твојата вера, во начинот на размислување, на гледање на нештата? Самото доаѓање во црквата ја бев привлечен од песните. Песните ми излегува спонтано, ги слушнав на YouTube за Великден кога беше и имав копнеж да дојдам, не знаев што се случува, но додека самите песни ги слушав, ја го искусив тој мир кој што го барам. Така. Дали тука најде и прифатеност? Бидејќи претходно спомна дека другарите те отфрлале заради, нели, изгледот, заради тоа што немаш ист начин на размислување. Како сега? Можам да кажам дека откако дојдов во христијанската црква Блага Вест, не само што започна, нели, промена во делот каде што копнев да има промена, започна и еден нов начин на живот кај мене, каде што таа социјална анксиозност се тргна, си најдов многу добри пријатели кои што ме прифатија како што сум, ме охрабрија и ден денеска ми се пријатели, се тука и присутни во мојот живот. Јас сум благодарен за тоа што се тука. Едноставно се тргна тој превес, би рекол, на социјална дистанца и на тоа да си сам. Зашто е многу лошо кога си сам. Многу пати луѓето страдаат од таа помисла дека ќе останат сами. Дури и некои кога се сами, едноставно моментот кој искусуваш дека си сами, кога нема никој да те разбере и сослуша, е многу Имаш емотивно. пријатели сега во... Сега имам премногу пријатели, премногу промени се случија во мојот живот. Многу луѓе кои што не ни осеќав дека ќе ги запознам, нели, имав
во предвид дека ќе ги запознам, кој што дојде во мојот живот донесе освежување, но пред се случи да станам личност која што е комуникативна. Значи јас претходно немав комуникација со луѓето, сега сум дури премногу тоа што треба комуникативен, дружелюбив, излагам се, дружам и едноставно се случи еден пресврт во мојот живот. Така да. Бидејќи нема волја за ништо, нема волја да живеам, многу пати мислев на самоубиство и самиот пресврт го доживеа во црквата каде што отидов, тоа што го барав, нели како што кажа, го најдов, мирот, стравовите ги надминав, Да. анксиозноста се намали во целост, така да се случи голема трансформација со тоа што и ден денес кој им покажувам на луѓе и на пријатели кои што имаат ги запознавам по улица, некои што ги знам приватно, што се борат со слични состојби, кога им ги покажам сликите како сум бил и видеата и снимките, они се чудат дека ова не си ти. Така. Весела живее и работи во Хрватска и така од време на време доаѓа, еве сега во моментов си тука. Како ги пратиш богослужбите и како тие придонесуваат промена кај тебе? Еве слушнавме, нели, Андреј? Да, најчесто побарам линк, бидејќи многу од богослужбите се емитуваат онлайн. Премногу, иако сум на далечина, можам да кажам дека богослужбите доста премногу допринесува во тоа да ми се зацврсти верата, бидејќи Светиот Дух допира и преку екраните, кога словото е живо, нели? Читам Библија, богослужбите ги пратам онлайн и премногу ми ја зацврстија верата. Бог премногу ми откри многу духовни ствари кои претходно не сум ги знаела. Јас знаев дека само постои Господ, не знам што Господ Исус Христос направил за мене лично, значи тоа се однесува за мене, не за било кој, нели? Так. Се почувствував премногу сакана. Ако претходно сум мислела дека сум достојна, Бог ми покажа дека има премногу љубов за мене. И сум многу благодарна за се. Се чувствуваш сега сакана, така? Да, сакана, исполнета. Претходно кога сум се соочувала со некои проблеми во животот, сум мислела дека нема излез. Но сега се препуштам, бидејќи знам дека Господ Исус Христос е со мене и дека нема да дозволи да потонам буквално. Да. Така. Преубаво. Андреј? Кога спомнавме нели за пријателите, за тоа ме праша, да, прекрасни пријатели имам, богослужбите се прекрасни, тие донесоа плод во мојот живот, плод на вера, начин како да ја практикувам верата. Пред се во нашата црква се учат луѓето како да ја практикуваат верата и како да имат полза од истата, бидејќи нели празна вера не дава плод. И тоа е нешто кое што јас не го осознавав, таму кога отидов го осознав, но би сакал да те прашам тебе за пријателите. Ајде. Пример, ти нели кажа дека си поминувала и ти таков период на животот каде што си барала нели мир, исполнетост. Што се случи со твојот живот со пријателите? Какви пријатели имаше ти? Какви пријатели запозна? Мислиш во црквата, така? Во црквата, да. Можеш ли да ни кажеш нешто? Да, во црквата навистина има луѓе кои што се посебни и прекрасни и во мојот живот и воопшто. Но во црквата кога дојдов, имаше еден момент кој што сега ќе ви го споделам, го сретнав и човекот по кој што јас може би да кажам цел живот мечтаев да имам човек покрај себе. Човек кој што ќе ме разбира, кој што ќе ме поддржува, човек кој што ќе едноставно ќе го почитува она кое што го сакам. Едноставно човек кој што ќе се надополнуваме еден со друг. И таа љубов која што се роди помеѓу нас се круниса набрзо со брак. И можам да кажам дека после толку време коцките од таа сложувалка во мојот живот некако беа сите на место, пополнети. Се чувствував тогаш откако нели тоа се случи како најсрекната жена на светот, која што нели не само наведум надворешно, туку и внатрешно исполнета со буквално една животна приказна каква што можеби од секогаш сум ја сонувала. Толку бевме благодарни на некој начин, радосни за секој миг поминат заедно, за нели заедништвото што имавме можност заедно да бидеме и во црква и да служиме и да се дружиме еве со луѓе тука кои што ни се блиски, за секој миг што го поминувавме заедно. Но
животот некогаш носи некои непредвидливи моменти. Некогаш те изместува и ти дава некој друг колосек. И ако мислиш дека, нели, сето тоа е навистина толку прекрасно, следуваше еден момент кој што беше на некој начин еден таков болен удар, каде што после 6 месеци од нашата венчавка, како гром од ведро небо, стигна веста која што ни смени се. Метастазиран карцином во 4-та фаза. И тоа беше еден така болен удар, каде што од една најпрекрасна животна приказна, најпрекрасно нешто во животот, некако како се да запре во тој момент. Едноставно, бевме во шок, не знаевме како да... Тежок период. Како да се продолжи понатака. Она кое што требаше да биде еден почеток заеднички на нешто убаво, каде што требаше да биде нешто кое што треба да се продолжи, да се гради, одеднаш се сруши. Наместо моменти кои што сме ги планирале, наместо сонови кои што сме ги сонувале, наместо сето она кое што, нели, по кое што заеднички се мечтал, сега наеднаш се претвори во нешто страшно. Следеа терапии, следеа болници, тие долги болнички ходници, таа неизвестност, надеж, молитва, но за жал се заврши со најлошото и дојде со очување со загуба. Како го поменати тој период? Нели сигурно беше тешко, бидејќи беше изненадно? Се случи, нели... Беше неочекувано. Да. Беше неочекувано и она кое што го спомнав на почетокот, дека, нели, се стремев да бидам една силна жена, која што мислев дека ништо не може да ја сруши, ова некако беше баш она гром од ведро небо. Се случи наеднаш се појавуваа прашања кои што нема одговор, прашања кои што и ден денеска можеби се прашувам, ама едноставно одговор нема. Дали имаше поддршка од некои пријатели кога поминуваше тој период? Да, имаше денови, сакам и тоа да кажам, дека она кое што го поминував беше навистина многу тешко, дури и се запрашував како и да продолжам понатака. Не би посакала на никого тоа да го искуси и да го доживее, заради тоа што некако се чувствував како да сум го допрала дното. Одеднаш од едни радосни и убави моменти веќе се претвараат во тажни, од една сила се претвараш во слабост, од среќа се претвара во тага и едноставно не знаеш како. И токму во тие моменти каде што се чувствував како да сум го допрала дното, некако како одеднаш бурата да стивна, како да се случи мир во тој хаос, како една подадена рака која што ти дава за да те извлече од сето тоа и почувствував баш она една сила која што веќе сега не доаѓа од мене, туку баш она Божјата сила ја осетив. Ја осетив таа подадена рака која што ме крева и која што повторно ми даде сила за да продолжам понатака. Полека се вратив, ајде да кажам, повторно се исправив и застанав, но не се вратив на онаа старата себе. Ајде така да кажам, се вратив нова, се вратив посилна и поцврста, заради тоа што Бог практично ми изгради во целата оваа ситуација. Кога мислев дека немам сила да продолжам, тој беше тука до мене. Кога мислев дека сум скршена и дека сум сама, тој беше тука исто до мене. И сватив дека мојата сила и мојата вредност не е во тоа, нели, што сум постигнала во животот, што сум направила во животот, и тоа сама со сопствени сили, ниту пак мојата вредност е, нели, на тоа што сум изгубила или кого сум изгубила, туку кого уствари, кој бил покрај мене цело време и кого сум имала покрај мене.
а тоа е Исус. И иако можеби мојата животна приказна доби поинаков тек на настаните од она кое што си го замислував, од она кое што си го очекував, да речам, сведочам дека таа пукнатина и празнина во срцето може само Исус да ја исцели. Дека само Он може да те состави и на сите делови ако си чувствувал така распаднат, единствено тој може преку таа негова љубов да те соедини и да те зацврсти и за да застанеш повторно и повторно да продолжиш да чекориш во животот. Таа болка, таа загуба, тие солзи, моментите кога мислев дека нема смисла животот да продолжи понатаму, Бог ги претвори во сведоштво за неговата милост. Заради тоа што сега знам дека тој е тука со мене и тој ми дава сила да продолжам. И она кое што сакам да го кажам е дека човекот што и да има, ако Исус го нема, ништо нема. И кога ме праша дали сум имала помош и поддршка во животот, помошта и поддршката ја добивав од црквата и од пасторите Константин и Милена Кајшаров. Бидејќи во сите тие моменти што ги поминував, поддршката од нив, поттикот во верата, насоките, помошта, материјална, духовна, ја примав од пасторите и тоа беше премногу драгоцено за мене и премногу сум благодарна. Поддршката од браќата и од сестрите од црквата беше исто така, ми беше скапоцена. Во тие моменти јас видов како Бог действува преку сите нив и Божјата љубов практично ме допре преку сите тие нивни постапки, постојано, и ме подсетува на моментот каде што пасторот не подучува дека по љубовта ќе познаат дека сме Исусови. Јас таа љубов преку браќата и сестрите, преку од црквата и преку пасторите ја осетив. Затоа што навистина ја имаат во нивните срца. И она што сакам да кажам е дека животот овдека на земјата е многу краток. Ние не знаеме што не чека утре. Да. Но многу е важно човек да го има Исус во своето срце, за свој Бог и Спасител. Кога го има Исус, прима спасение и вечен живот. И јас знам дека сопругот, бидејќи го имаше Исус, тој е сега во вечноста заедно со Христос, каде што и сите ни еден ден, нели, кој го имаме Исус, ќе отидеме. Така да, благодарна сум за тоа што сум дел од христијанската црква Блага вест. И благодарна сум на моите пастори Константин и Милена за се, заради тоа што не знам каде ќе бев ако не беа они. Нешто што дека те слушав, го размислував, е тоа, најголемото сведоштво е тоа што ти си тука. Да. Тука си присутна, силна си го поминала тој период и си утврдила твојата зависност од Господ. Одново си ја потврдила истата и си застанала силна со вера. Но и исто така е многу битна поддршката Секако, што имаме од луѓето околу нас. Точно, секако. Така да, еве и вие нешто ако сакате. Благословена си, Јана. Бог те употребува. Јас сум малце во шок од твоето сведоштво, меѓутоа се случува преку Бог и за Господ Исус Христос. Се во негова слава. Јас би сакал да се надобрзам на тоа што го кажа во однос за поддршката. Кога дојдов во црквата, јас на почетокот, поради ситуацијата со која што се боре, бе премногу затворен. Луѓето беа премногу топли со мене, со љубов, истата љубов и искусив од луѓето во црквата. Ме прифатија таков како што сум. Но најголемата поддршка која што ја добива во црквата исто така беше од епископите Константин и Милена Кајшаров. Тој беше процес кој што започна во мојот живот и луѓето беа чудни на почетокот за мене. Но најголемиот благослов го искусив е кога ја имав таа привилегија да имам човек кој што верува во мене, дека ќе успеам. И тоа го искусив преку епископите Константин и Милена Кајшаров. Секогаш неуморни веруваа во мене, секогаш ме потикнуваа, ме охрабруваа во моменти кога ми било најтешко во мојот живот, секогаш биле тука за мене и јас едноставно Господ ми го покажа тоа колку силно може да работи низ одредени луѓе. Тоа што го бара во светот, поддршка, пријателство, човек некој да те разбере, пред се го најдов во Господ, но потоа и во луѓе испратени кои што доаѓаат од него. Така да сакам да се надобрзам на истиот момент кој што го кажа ти, бидејќи
во животот јас сум имал периоди каде што ми било потребно охрабрување пред се, ми било потребно некој да ме разбере, да ме утеши, да ми даде совет за нешто. И тоа сум го видел кај нашите епископи, кај многу други служители кои што се во црквата и браќа и сестри, но највеќе сум го видел во делот на љубовта. Бидејќи без љубов ништо не се. Ништо не е така. Така. Весела, ти дали сакаш да додадеш уште нешто? Да, може. Јас, бидејќи живеам нели во Хрватска моментално, и кога не си физички присутен во црквата, малце тоа некојаш знае да биде да се бидеш соочен со премногу искушенија. Меѓутоа, секогаш поддршката на браќите и сестрите ми го враќа фокусот кон лицето на Исус. Секогаш Бог ми ги праќа точно во одредениот момент кога ми треба, бидејќи некогаш се соочуваш со различни проблеми или било тоа да се луѓе со кои се обкружен, и секогаш имам или некој повик од браќата и сестрите или од епископот Константин и пасторката Милена, и секогаш Бог ми го враќа фокусот благодарение на нив. Така да, ако нема уште нешто, јас би додала вака една констатација за вас, дека иако сте млади по години, вие сепак носите една зрелост, која што не доаѓа од искуството, туку од верата која што ја имате, дека Господ Исус Христос, кога некој го има таква цврстина, увереност, вера, и дека не му недостига нешто, туку едноставно цврсто стои на земјата. Точно, јас би сакал да кажам дека, како што кажав, сите стравови, сето тоа кое што го искусував од самото детство, кога започнав да одам во црквата, започна нели тој процес и тоа заврши, фала му на Господ за тоа. Но би кажал дека многу е битна нашата вера, во што веруваме ние и нели какви се нашите верувања. Јас верувам дека нели Господ ме сака. Верувам дека и вие истото го верувате. И тука почна големиот процес кај мене во животот. А тоа е дека Господ ме сака. Дека за него вредам, кога не вредиш за никого околу тебе, за луѓето, кога никој нема време за тебе да ти се посвети, за Господ си вреден. И Господ е секогаш тука да ти исплуша и да ти помогне. И тоа е еден начин што го учиме во нашата црква, како да се молиме и како товарот и тоа што го поминуваме во нашиот живот да го предаваме на Господ. Но исто и да примаме насоки, како да одиме понатак. Така да за мене беше клучно моментот кога ми кажа колку Господ мене ме сака, колку сум скапоцен во неговите очи, колку сум ценет, и тука преку љубовта започне една трансформација. Така да секој човек за да се промени, пред се потребно да сознае љубовта. Не човечката, туку љубовта која што е безусловна, а Господ ја дава. Така. Јас сега вака кога размислам, се наврќам назад на мојот живот, сакав дека Господ мене ми зборел повеќе пати, само што јас тогаш во тој момент не сум знаела дека тоа се насоки од Господ. Еви интересен момент, што сакам да го споделам со вас, беше кога прв пат одидов во Хрватска и требаше да одам сама, но меѓутоа ми кажа дека морам собота да ја делам со некоја цимерка, и во тој момент, иако нели не верував нешто превише во Бог, само знаев дека постои, дека Господе, молам ти се, нели, дај ми некоја личност што ќе бидам со неа во ред, нели, пошто има секакви луѓе денеска. И Бог ми подари прекрасна цимерка, девојка што премногу знаеше за Бог, многу работи тука ги научив од неа за Бог. И во смештајот каде што бевме сместени, тоа беа мали апартмани, 4 женски особи го делевме апартманот. И еден ден знам дека се вратив од градот и на масата во апартманов најдов една порака на која имаше стихот Откривение, дека нели тој ќе дојде и ќе ги избрише солзите од вашите очи. Не знам сега конкретно да се сетам на стихот. И јас бев малце во шок, бидејќи тој беше период каде што јас го барав Бог. И ги прашав сите во смештајот од каде е ова, нели, бидејќи никој друг нема пристап и никој не знаеше. Јас малце сега кога се навраќам, сваќам дека Бог премногу ми давал насока дека еден ден ќе го славам неговото име. Прекрасно. Прекрасно. Да, навистина. И што да кажеме сега за крај, освен колку е прекрасен нашиот Господ Исус Христос. И на крај би додала дека и покрај сите падови, рани и загуби, останува само една вистина. Кога човек го има Исус, има се.
Довидување до следниот клуч.